Нека сега. Ај малко се свртиме наваму. Имаме едно обраќање до сите вас. Јас сум дечкото што држеше проглас пред грчката амбасада во Загреб. И сега сакам тука да се обратам до нашите кои се внатре. Вака, до нашите кои се внатре, сакам да се обратам да не се слушаат. Да сватат дека не може да ни продаваат ефтина приказна, дека законот за двојазичност е мултиетнички. Не! Македонија е мултиетничка, а законот за двојазичност ќе ја направи бинационална. Не можете нас такви приказни да ни продавате. Затоа што во оваа држава, благодарение на нејзината географска местоположба, од времето имало македонци, турци, власи, роми, албанци, срби и останати малцинства. И не можеме ние да направиме законски и легално да се само два јазика официјални. Затоа што ова не е бинационална држава, ова е мултиетничка држава. А сега ќе ви кажам и за името. Добро е познато дека една лага која ќе се повтори 1000 пати станува вистина. Во конкретниот случај, тоа е лагата поврзана со проблемот за нашето име. Но не, ние немаме проблем со нашето име. Никој пак проблем со нашето име имаат 137 народа на 137 држави, кои не имаат признаено подуставно име. Затоа, за честа на нашите предци, за честа на нашите потомци, за нашата чест и за чест на оние 137 народа од 137 држави кои не признаат подуставно име, ние не планираме да сменим името. Зашто? За да задоволиме на Грција. Затоа што тие имаат регион кој се вика Македонија. А зашто се вика нивниот регион Македонија? Затоа што допред 100 години имаат извршено геноцид на македонското население тамо. И сега тие очекуваат ние да го смениме нашето уставно име за да влеземе во НАТО. Но нас НАТО не ни треба. Не ни треба на НАТО. А доколку му требаме на НАТО, НАТО ќе не почитува такви какви што сме и ќе не прими под уставно име. Ние сме македонци. И многу луѓе ќе кажат проектот Скопје 2014 што имаме ние со антиката, поставете го тоа на големите европски метрополи. Антика е за Виена, за Будимпешта, за Прага. Што имаме ние со антика? Но не. Македонија името е античко. На денешната територија на Македонија има антички градови. Тука е Столи, тука е Хераклеја, тука е Стибера, тука е Стимо. Тука имаме ние безброј антички градови, иако моментно имаме само 50% од територијата на Македонија. Да не заборавиме, Македонија, етничка Македонија е со Солун, со Кутлеш, со Кутуш, со Велик. Само секунда, господо, секунда, ќе се вратиме после на сите. Сакам да поентирам. Александар Македонски е роден во Пела. Пела е дел од Егејска Македонија, која до пред 100 години беше во нашиот етнички состав. И ние се поистоветуваме со Александар Македонски. Зашто? Ќе каже некој, па што имаат денешните македонци со таа Александрова цивилизација? Но не е така. Затоа што два еминентни европски институти се имаат произнесено по генетска анализа дека денешните македонци се најслични со таа цивилизација. И тие институти ние самите може тоа да го проверите. Едниот од Мадрид, Шпанија, а другиот е од Цирих, Швајцарија. И тие официјално имаат кажано дека ние сме најслични генетски со Александровата цивилизација.